предпоставку дека си еден нормален човек, Кристијан Бенито, и дека ги миеш зуби и од сабајле и навечер, кад се погледнеш у огледало, макар тие 2 пута дневно, што видиш? Па, гледам човек. И тоа е најголемиот предизвик на секој еден од нас. Таа е, нели, прескакала што зборевме позади камерите. Моја теорија, во текот на денот, просечен човек минимум 2 пати се соочува самиот со себе. Од сабајле кога ги мие завети, навечер кога ги мие завети, да збориме за овие културни луѓе, културни, нормални, нели, смијат. И кога ќе видиш во длабината на земјиците, требаш да видиш човек, или ќе видиш човек, или ќе видиш мивка, за да видиш човек треба да работиш на тоа за да видиш човек, затоа што уште во антиката Диоген сред бел ден одеше со фенер во рацете меѓу луѓето и кога го прашува што правиш, велеше меѓу луѓето барам човек. Значи уште во антиката немало човечноста била. Па сега добро, човечност е многу дискутабилно прашање сега. Човечност. Покушај да го дефинираш. Сигурно никој не те прашаја одамна. Види, има една многу интересна книга Мистериозниот странец од Марк Твин, последна книга моја, уствари постхумно објавена и добар романа. Баш кажува со сатаната. Сатана е еден од главните ликови во книгата. И као вика, Сатана ми е вујко, јас сум внук као на Сатана, но иначе мене само така ме викат. И баш зборат, ословуваат некои луѓе кои тие животни вака така и Сатаната им вика, зашо ги кривите животните, па животните не се зависливи, животните не нанесуваат болка на другите животни за да живеат во неа. Животно јаде друго животно за да преживее, а волкот ја јаде овцата за да преживее, не за да ужива во незината болка. А луѓето убиваат за да уживаат во туѓа човечка болка и не само што убивав, него и крадев. И крадат, и лажат, и лжев. Сите тие 10 Божји заповеди или 10 морални заповеди, ја баш имав една девојка од Србија, дугачко време се бавтав со неа, и баш падна еднаш во мојот за морал. Како си мачо тип дугачко време се бавтав со неа, што не кажеш дугачко време, она се бавташе со мене. Како да? И баш нешто падна во мојот за морал и вика, па што е морал у 21 век? И ја баш и реков, морал постои кога постои човекот и ќе постои дека постои човекот. А тоа е проткани во 10 Божји заповеди или со еден збор, не го прави на другите тоа што не сакаш тебе да ти го прават. Не врши прелюба затоа што тебе не кеш некој да ти изврши прелюба. Не лажи пошто не кеш да те лажат, не кради не кеш да те крадат, не убијај пошто не кеш да те убијат. И така натака, што значи дека основно човечко морално правило е не го прави на другите тоа што не кеш тебе да ти го прават. Тоа уствари те дефинира како човек. Тоа е првиот шегор према човечноста, ако веќе човек некое просветлено битие. Сакаш да кажеш дека не сме више човеци, односно луѓе, само затоа што не живееме спрема Божји заповеди? Абе сега Божји заповеди, морални заповеди, тоа е тоа, ама прашање од кога живееле луѓето, кога луѓето не лажеле. Постои едно, нели, она бела лага, као мајка ако или бело крадење, не е греф мајка да украде јаболка што нема да му купи на детето, греф ако мајка има да му купи на детето, да украде јаболка од пазар. А зашо ја не праша, зашо ја не каже видете вака и вака, ситуацијата ми е таква и таква, зашо не ми дајете, зашо ја краде, зашо да доаѓа од тоа, па да постои бело крадење или бела лага, она лага за да се снајдеш, за да си излезеш во одредена ситуација, да излажеш. Ние тие работи си ги пегламе по своje, као сакаме да звучат, така си ги правиме. Како ни одговара? Морален компас почнеме да си го правиме индивидуално. Така. Од пусту желју да избегамо од колективизам. Да. Некако, ако имаш толку убав црвен шешир, не те гледам како човека с кој што има бекграунд на црвено петокраку на чело. Никако, ни лудило, не. Што толку се... Колективизам не ќе мислам. Тоа е тоталитаризам, па, нели, не ќам ништо, секад сум бил индивидуалец, сакам индивидуализам. Кои ти викаат твои родители, нели су биле југословени? Нели су носталгични? Нели си у тој дух васпитан? Па, некако, не знам, они си го живееле тоа време, си го живеам ова време, прашање колку ова време го живеам, затоа што, како што пред малку ти реков, од технологија користам, добро, смартфон, овој паметен телефон го користам и користам од социјални мрежи, највеќе Facebook, затоа што Facebook, колку и да звучи абсурдно, ми е единствена социјална душа со мрежа. Затоа што на Facebook можеш да напишеш мислење, можеш да споделиш песна, можеш да споделиш филм, трейлер, музика, било што.
А од друга страна, пример, он Инстаграм, што е као се многу популарно на младите генерации, што се над 20 години, кои нема Facebook, сите имаат Инстаграм. А само ти Инстаграм те кажува инста, нешто инстантно задоволство. И само тоа инста фуд, инста мут, инста гуд, све инстантно, нема што да се сподели, нема душа. Нешто слики се јадење, да паднем во несвест. Добро промовираш ga ти на Facebook, можеш тоа и на Инстаграм да го правиш. Бањски туризам, да кажеме. Да, или оној со што се бавиш. Како дизајнер с курс по новинарство е стрит перформер. Може да го обличимо тој стрит перформер, кад ќе кажеш, не дека луѓе не разбирав, сега разбирав сви енглески, ама што е стрит перформер? Забавлjač. Викавлите луѓе клован, нервиралите тој. Па види, луѓе кои сакаат да тоа навредат, најлесно ќе ти кажат клован и мислат дека те навредуваат, иако клаунингот е многу тешка работа, мислам. Многу. Клаунинг е озбилна работа. Бозо клаунинг, нарочито, да. Има кловнови, страшна работа, само така е прифатено ке нас. Пошто голем дел од кловновите не се кловнови, дума да бидат кловнови. Кловнови су у парламент обично, у свака држава. Така е. Кловнови не е сега ти да го нашминкаш лицето и да правиш будало од себе. Има озбилни кловнови што немаат маскирани лица, а се кловнови, акробати, жонглери и нивното што си одржуваат како кловновско. Кога сме ке Црвениот Шиширова ми е поклонот еден колега клован, многу добар, од Чиле човекот, работевме заедно. Како се вика? Хирам. Хирам се пише, Ирам се вика. Добро. Многу добро шоу има, работевме заедно, беше лето у Скопје и доаѓа ке мене на гости у станот. Они останата екипа што беа баскери. И ми поклони на крај Шиширов, ја имав црвена марама, мислам, оваа марама терам одамна. Имам и на други настапи бела марама, вака исто имав на точкици. И баш добро ми дое и тета така, ја сакам црвената боја за шоу ми е. Крв доминација. Да, интересна е, да. Доц. На туфне. Ај тебе ти е добра вака со доцов. Да. Ко договорени, што кажа Преска, како договорени, а не договорени. Да. И зашто си ти стрит перформер, не работиш негде у администрацију? Ти свесен ли си дека треба да се напуни буџет на Северну Македонија, а ти сакаш да бидеш упорно сакаш да бидеш фриленсер? И како живиш? И дали е олеснителна околност тој што си обезбеден стамбено, да кажеме, и си скопјанац, староседелац, еве да кажеме? Дали е тоа олеснителна околност? Знаеш, кад не би имаја, размислуваш ли некад кад не би имаја кров над глава или кад би бија, например, од Виницу, да кажеме? Дали би могаја да живиш? Ако нечеш да живиш со твои родители, има да по помали места луѓе све повише и повише живиш со своји родители. Така. Знаеш, многу е, некако ми е многу едноставно сега да се каже, затоа што е фактичко стање, дека ако си добро ситуиран, онда можеш да бидеш фриленсер и не трпиш авторитети и да си работиш сам за себе. А буџет, кој ќе го пуни? Кристијане? Види, Лана, за стрит перформер, зашо стрит перформер? Затоа што докажано е, мислам, и на дело и секако, дека ако можеш на улица да направиш представа, можеш сегда. И во театар, и на детски роден ден, и било каде на било каква прослава. На улица е најтешко затоа што на улица имаш луѓе од секакви сфери, од секаков сталеж, имаш интелектуалци, имаш проститутки, имаш макроа, имаш дилери, имаш универзитетски професори, имаш сите се тие случајни минувачи. Сега да искочиш ти и да ги сопреш тие, да ги застанеш и да им направиш да уживаат 40 на минути, да ти дадат аплауз, изгора на се да извиш капата и да ти дадат донации за тоа што си направил. Некој голубки искочи. Да, не, оваа капа е двонаменска, дел од имидж, едното, второто е што не собирам пари. После настапи, оттиш и правам пулици, и ако настапите по улици, се помалци ги правам, поише сум ориентиран на детски роден дени и на такви некои предновогодишни прослави. Сега предновогодини имав доста прослави по цела Македонија. Ама и тамо, колку год да ме плати градот, јас секогаш после тоа кога работиш на улица, вадам капа и им кажам на луѓето, видете вака. Баш еден фестивал настапав во Скопје пред 5-6 години и од кога ќе завршев, ја вадев капата и луѓето ми викаат тие од организација, кој па што вадиш капата и си платен од тука. Ја баш им кажав, луѓе, извинете, а дали мислите како на барите во кафаните не се платени па добиваат бакшиш? Или музичарите во кафаните што свират не се платени? Платени се и тие, ама добиваат бакшиш, им ставаат
Ако им се допадне на луѓето песната си ставаат бакшиш. Исто и моја, само што ја немам жици на мене, ја жонглирам, правам ова, и капата си ја вадам и им го кажам исто, ако мојот ваш го кажав. Ако ви се допадне представава, платен сум, не сте обврзани да ми платите. Све мислу дека не сме ми нација што го почитува бакшиш. На жалост не сме. Ама ете работиме знаеш, на тоа да Запад бидеме. како е нели од сметку, кафану ти е 10%, ако не дадеш, па дури не културно е. Така. Не. Па ете ние неколку луѓе сме во држава, што работиме на тоа Има да ли се силна развива. конкуренција? Не. Не? Не, види од конкуренција, од типот на жонглери магионичари, не. Во ова ја што почнав да работам, почнав многу да искачат, не знам, маскоти, не знам, диджеи, не знам, театри, некој што се за одредена возрастна група. Ете, можеш после да покажеш и книгата со корицата, со фотографијата. Мене ме преизвик да направам представа за луѓе од 5 до 75 години. И така и ме гледаат. Многу ми е мило кога ќе дојде некоја бабичка, некој дедо, кој ќе ми даде рага, кој ќе ме гушне, кој ќе ми каже момче секоја чест. А многу пати сум настапувал и по училници, поготоа пред да биде короната. Имаше еден период, детските родендени се славеа во училници, затоа што мојата представа трае како школски час. И така 45 минути, па тука тие Старков учителки што ги викаме онакви од она време, па вакви ме гледаат, па рака ќе ми дадат, па убаво момче, браво, кај го научи ова. А од ново време учителке? Што ти викав? Тие се интересни. Они ти тражи број телефонски. Просветни работници, као си каат, убаво ми е кога ќе добиам комплимент. Било кој, секој комплимент ми убав. Мислам, не ги ставам ја се на кантар комплиментите. Нели, далеко од тоа, ама па некако од овие ми не знам дека пак они шират култура. Овие ти значи? Шират култура. Од тие со петокраку. Не, ама они пак шират култура, пак они било во некој систем кај што културата очигледно била на некој повисоко ниво. Ја кога ќе видам снимки од тоа време од Југославија, нема толку ѓубре по улиците. Ова сега, ја кога гледам телевизија, пример, никогаш не ме интересира што зборат сега некој на друг му зими интервју Индија. Ја не го гледам човеков што му зими интервју, ниту пак оној што го даде интервјуто. Гледам колку се чисти улиците затоа што знам на која ниво е свеста на луѓето што живеат таму. Една од моите теории пример е сега да влезем у кола и да отидем у 3 саат бајле во Салцбург и во Шутка и ваму спијат луѓе и ваму спијат луѓе. Ама јасно ти е кој спие ваму, кој спие ваму. Ја у Шутка сум имал настапи на неколку наврати, луѓето се супер и само тој им кажа, све е убаво, све топ, супер крв имате, предобар народ сте. Зашо со волку ѓурабе? Океј, ама ние пред да си идеме ќе го изметеме, ќе го изчистиме. Океј, изчистете тоа, зашо дур седите да седите ѓубре? Се седиме со една екипа, таму ги запознавме со еден колега, си седа тука си пушта музика, ние некој настап на еден уличен фестивал и се еднапред здруживме стварно добри луѓе. И сега тука јадат, фрлаат, тоа, вона, пијат, тоа викам, луѓе сте супер, роми. Зашто? Ние кога ќе станеме ќе изметеме. Стварно гледам на слики нивни дека разменивме социјални мрежи. Стварно и чисто има, ама некако окото на македонецот не е научено на естетика. Кога зборам на македонец, мислам на сите што живееме во Македонија. Јазикот на македонецот е научен на критика. Така е, така. А окото на македонецот, како не е викаш, научено на естетика. не е научено на естетика. На жалост. На жалост. Може тој да споримо малце. Како не? Па знаеш Како зашто? не? Затоа што живеја си и у Хрватско. Да. Живеја си и надвор од нели, да кажеме, надвор по Австрија, по Италија, по. Ако ништо друго наступуваја си таму, па Да. принудно види, ја си кога мораја да кажувам- живиш. Кога кажувам живење, И како окото на македонецот во Виена знае за естетика, а окото на албанецот во Куманово не знае за естетика. па се плашат од казни. Ја многу пати сум Значи фаќал нема врску аутостоп. до офталмологија овдека не. Види, многу пати сум фаќал аутостоп, ме носеле од Србија према Хрватска, во период кога живеев во Хрватска и гледам камионџи наши срби, наши поготово. Ќе извади пепелјарата, ќе истресе од прозори, баш ми кажам, ова го правите исто Србија у Хрватску, Словенија, а не таму има казни. Значи, Значи, не. сега казни овој новиот закон што Safe City, безбеден град, да си користиме наши збори, ја се трудам, на ме така како го ставја. У Скопје 50 на саат се вози. Јас се малку и закаснив условно речено, затоа што 50 на саат се вози, плюс и сега снег имаше паднато, па уште толку соспори сообраќајот. Види ли го Сабале тој видео дека некој човек на пешачки премин у Скопје лази? Ама тоа е, мислам дека мене ми го пратија неколку пријателки, некои другари. Мислам дека тоа ќе испадне на крај дека е некој од оние перформанси што ги Што тоа, прати, скача. тенденциозно, да. Тенденциозно е тоа.
Што сакаш да Сигурно, браниш га градоначалника? Дека ипак ги он добро исчисти улице. Пак тоа е некој перформанс и ако градоначалникот не, пак е некој перформанс што сака да каже градоначалников не ги исчисти улиците. А сега дека треба ползи, може да отиде 2 метра понастрана, ако толку се плаши да се клизне од тоа белото што е на зебрата. Може да иде по асфалтот, па не се клизне. Затоа сега да кажам дека е некој перформанс сигурно. Пошто многу луѓе веруваат дека човеков се направил крш, дека негде бил у кафана, вони од кафани искачи или не знам, некој автор парти правил, па сега не може да иде, па затоа пази. Што викаме ние на 4 нозе, ќе ти доам на гости, лази. на 4 нозе ќе искочам од да, да. Пошто многу Ако е луѓе лоша ракија поверуваат во тоа. може. Добро, мене не ме интересира други што ќе кажеш, мене ме интересира ти у што веруваш. Ја верувам дека е некој Ти веруваш перформанс ли дека градоначалник ќе ви ги исчисти ѓубре како што обеќа? Ти веруваш ли дека ќе ги исчисти улице службе кои што работи, кои што су под градоначалник? Ти у што веруваш? Мене тоа ме интересира. Зашто имам Види, ајде. после Имаш- ќе ти кажам. Имаш. Не, види, Имам. престанав тотално да гледам и вести и политика, толку ми е некако знаеш од кој аспект? Имаш еден период, беше ако не кеш ти да работиш, има кој да работи. И младите почна да се селат. Ја баш броев пред некој време имам 130 и неколку луѓе заовек што се отидоа од Скопје. Заовек. Кој по Австралија, по И ти Канади. си изненадење што се врати. Боже мој, пак ета брат ми с нами има канадско државенство, таму е родена, македонка. Они најмала рака може да идат тамо, тука си живеат, тука си работат, архитекти се успешни. И они тоа викаат, тука ни е социјален круг, тука ни е фамилиарен круг, зашто да идеме негде на страна? Тука па се работиме работи по за тој 8 дека- до 10 сати дневно. Тамо да отидеме 16 сати ќе треба да работиме. Кој вика тоа? Па јас сак беше у Словенију, еве га закон сак ќе дојде не само за Словенију, Не, се по за 6 Канада сата они што дневно. збореа. За ќе Канада работи. што збореа, за ова зона нешто. И тоа зборам стар муабет. Ама тие су многу стари, многу тие муабети су многу су стереотипни. Ќе работиш по 16 сата. Нема везе, јас сум живела у Америку. Нити се работи по 6, па кој може да работи по 16 сата? Повише време Добро. трошив да путуев од точку А нели до точку Така, Б. така. Повише за тој се троши време, а не се работи по 16 сата. Добро, види, Ми ги направимо 8 сати, експлоататори, а ми овдека имамо 8 експлоататори. сати, за луѓе што ги спомнав пред малце, они си имаат своја фирма. Кој имаш своја фирма, не работиш само во работното време, поготово кога си архитект, кога се гради објект. Например, им се авуваат нив, дојдете вамо и вамо. Добро, тоа е друго. Они се и тоа надлежници, као се вика, гледаат. Ама Ма, паси тоа га, е ама паси га, 24/7 е работа тоа. ама исто како ти нечеш авторитети, значи ти си га темпираш време, дали ќе идеш у Така. Берово, дали ќе прифатиш покану да дојдеш у Куманово у некоја школа, Така. на некој роѓендан. Ти си господар на твое време Така. и на твоја работа. Тоа е лепота, Затоа и го работам што го работам. убавината Затоа, да. или лепота на твоју работа. У случај Да. некој да не разбира. Да, кој не разбира, сите разбира. Јужна пруга. Не, многу ни замерав за тој кумановски дијалект, па не ве разбирам. Иш да не Зборувајте се македонски, па не замарате. знам Иш, што. Ја идам по цела Македонија, многу ми е интересно кога ги слушам сите дијалекти. Се тоа си А има тебе своја ти кога барина. збориш на пример на деца на Скопски, на некое дете у Берово, разбира ли те оно? Па негде пример у Куманово многу ми е интересно, па у Куманово многу ја настапувано, рајкове куќе, зелени рид, не знам така. Клекни не ме разбирале деца, требаш чучни да кажеш. И мене после ми текна пошто чучни вака. Чучни. И пробувам да се пришолтам. Тоа ми е предизвик, интересно ми е, кога ќе отидам вамо вака, ќе дојдум, кога сум у Гевгелија ќе дојдум. Ти текнува? Да. Се си има своја убавина. Текнуе ми. Добро, помага ти многу тоа што си потекло малце и Србин и да ти кажу право, многу ме изненади ме. Неќу да кажу пријатно или непријатно, ама по фацу се познава дека си фан на Вучиќа. У едну прилику прочита, па ме малце изненади. Неќу да кажу разочараме, ама па не сам ни тип што вика секој си има свое мислење. Ја ќе ти кажам, Значи, може? ја не може, тој ми е толку клише, кад ќе каже некој. Добро, ја ќе ти Секој си кажам. има свое Океј. мислење, ама малце не те рачунаше за човека кој може такво нешто да каже, с обзир на тој дека викаш дека не пратиш вести и не пратиш политику, него имаш си одреден извор на информација. Врз основа на што га креира тој мишлење, ако може да Сега ми ќе кажеш. ти кажам. Па види сега, не е битно дали е Вучич за мене или за тебе добар, или за Петко Стан, да бидам Не. искрени, да бидам искрени.
Вучич е добар за најголемите суверенисти моментално на планетава Земја. Вучич е добар за Виктор Орбан. Вучич е добар за Владимир Путин. Вучич е добар за Си Джипинг. Вучич е добар и за Трамп. Синот на Трамп на неколку наврати доаѓаше. Они важат за суверенисти. Они важат за оние кои не подклекнаа на глобализмот. Така да еден граѓанин на Северна Македонија што има што га njega заболе, дали га Путин поддржава Вучича или Орбан? Ја ги поддржавам Споримо суверенистите. за граѓанина на Северна Македонија. Суверенистите. Ја го поддржувам Виктор Орбан како суверенист. Виктор Орбан искочи и кажа: "Океј, правете вие што ќе правите." Што га njega поддржаваш? Како не го поддржувам, по ним кажа: "Извинете, мигранти ние видовме што се случи со Западна Европа, вие примавте мигранти, што примавте, ние не ќе ма примиме." Значи политику што го он заступува го поддржаваш. Видовме што се случи кај вас. Насилства, силувања, грабежи, плячки, не ќе ме тоа да се случи во Источна Европа, тоест Фицо исто го поддржува Вучич. Суверенисти го поддржуваат. Кој сум? Ја од која позиција на моќ ја кажам дека Вучич мисли. Затоа чим они го почитуваат, ја го почитувам. А ја го почитувам за одредени дела што ја првпат кога бев во Србија пред 15 години во Београд. И тој Београд што е денес се два различни поема. Све посредано. Како Скопје после 2014. Ти да не сакаш Груевски да се врати? А што му фали па на Скопје 2014? Зафркаваш ме сега. Зашто те зафркавам? Зашто те зафркавам? Значи, Стара архитектонски идеја од двете страни на Вардар, на камениот мост, да има плоштад. Само што немаше плоштад, од таа страна имаше меѓуградска автобуска станица. Ти сигурно знаеш. Те молам да бидеме парламентарни. Само да докажам. Старо архитектонско решение од двете страни на Вардар да има плоштад. Со самото тоа ќе се донесе чаршијата поблиску до градот, затоа што јас настапувам ки шокидам било кај по Европа, во стариот дел на градот. Кога доаѓаат тука туристи, прашуваат кај ви е стариот дел на градот. Остава ова што сте направиле згради, не ме интересира дали се стиропор стаклени. Кај ви е стариот? Скопје си има чаршија, стара скопска чаршија, што викате стара турска чаршија. Со самото тоа што направи тој плоштад Филип II и отвори црквата Свети Димитрија, што бил соборен храм пред да постои соборен храм. Јас сум во Свети Димитрија крстан. Ја отвори црквата, тргноградата, ја доближи чаршијата поблиску до градот. И го направи тоа. Што он не измисли топла вода, ама на еден начин напримени. Паре кудесу. Види, Колку кошташе све ја тоа? не бранам никој политичар, да не се разбереме погрешно. Браничка Вучича, затоа што Орбан га поддржува. Политичар по автоматизам е лопав. Да се разбереме. Тоа да го разграничиме. Не. Па зашто ја не сум политичар? Не. Како не? Па Ама не они таму може. идат, они таму идат. Тоа су предрасуде. Види. Имамо ми многу фини имале смо многу фини политичари. Не, Ајде кажи кој го. Ја би повише кажала дека сега Кој? сега Кажи. повише су судии и доктори су сега поголеми лопови. Но Политичари. се е тоа круг. Се е тоа Политичари круг. не. Се е тоа круг. Са Бајле, министер Тошковски, знаеш ли што вика? 66% е зголемен процент на случаи за кои што се испоставило дека су откриени како коруптивни. Значи 66% има подобрување на тие случаи. Ја не би кажала дека свак политичар не може да се сложимо едноставно, дека е лопов. Добро, види сега. Корупција условно постои речено, измеѓу па, обични добро, луѓе. условно речено. За Вучич чисто. Сите искршија нозе да осудат Русија за ова што се случува во Украина. Вучич е ден денес не осуди Русија од аспект да он го почитува територијалниот интегритет на Украина. Ама он не искочи нешто сега да фрла дрви и камења по Русија кој Русија си ги брани своите граници. Што светот мора да има контратежа, не може сега седа на Америка. Мора да има контратежа. Требаше по распад на Советски сојуз да не влезат тие држави во НАТО. Како се Украина ќе влага во НАТО. Па види сега шо прават, па сакаат Орбан да го заокружат. Орбан вика по никој услов јас ставам вето за Украина да влезе во НАТО. Они викаат не, ќе те заокружиме, а тебе Украина ќе влезе во НАТО. Таму крв до колена, третина држава нема. А нас види што ни прават. Смените име, сега ставите ги бугарите уставот. Мислам дека малце Вучич покоректно изигра и пак поише го почитуваат. Еве сега ова што испадна да не даваат визи на Србија не ги ставија, нас не ставија, Сомалија ставија, Авганистан. Србија не ја ставија. Зашто? Затоа што Вучич е суверенист.
И суверенистите го ценат. Какав е бе тој суверенист што не може, нели Косово ќе ga вратеше? Какав е тој суверенист што нема одговорност на Стрешница што падна у Нови Сад? Падна Стрешница, падна види, сега ако нема разврска, all the time. сега ако нема разврска за ова што се деси страшно нешто у Кочани, што ми зборимо за суверенисти, кој кога поддржува на светско за ниво? македонски суверенисти ништо. За македонски суверенисти ништо не кажа. Ако правиме паралело. За Македонија ништо не кажа Зашто? сега за сега. Да, ајде да зборим. Треба ли стварно да се врати Груевски? Било би подобро. Овој закон за пушење, знаеш дека у време негово се почитуваше? Се почитуваш. Негде. Па ја бар ќе шо искачав сегда. Ја ќе шо искачав сегда. Бија ли си ти некад по стар пут Куманово Скопје? Преко Арачиново? Викав луѓе, ја не сам видела дека тамо не се почитувал. Како да го објаснимо тој? Што не се почитувало? Закон за пушење, за време на Груевскога. Од тк уведен. Не знам. И викав сега скептици дека нема ни сега тамо да се почитуе. Што ќе правиме уврску со тој? Види, ја не сум политичар, не можам ја да кажам што ќе правам. Да. Ти што мислиш дека треба да се направи? Види, треба да работиме на тоа, сите да сакат земјата и сите земјата да осеќаат кој стоја. Овие еме стртни тука тетовирани оние мексиканци, доаѓаат, добива америчко државјанство и станува горд амерички граѓанин. И он е веќе американец, ја пее химната тамо на 13-17 јули, кога им е небитно. Ке нас треба да се знае, Македонија треба да работи за сите и сите да осеќаат Косово и сите да работат на тоа да бидеме ние подобро општество. Зашто животот вака лета. А не се и ние ќе тераме ваква политика, графити, чаери од Македонија. Па сега гледам ги шкртале, пред некој ден проаѓав низ чаер и шкртано е тоа, некој го исчистил, пошто на некој валјда му текнало дека чаери Македонија. Да. Добро, викавте како кога има графити, тоа е слободна земја. Пази го и тој. Па види, мурали се убава работа, графити се веќе политички пропаганди. Голем дел од графитите, а мурал е друго. Ја во Сиса кога живеев, цел град е полн со мурали. Ја гледам у Скопје сега има Па и доста графити, мурали. па не се лоши ни графити. Види, графит е поширок поем. Да. Мурал е конкретно слика на зид, големи размери. Во Скопје има неколку, до Јосиф Брос гимназија, ја тука живам. Убав мурал има еден, тука исто ке мену мало ке чешмата, позади полициска беко, исто има убав мурал на цел зид. Тоа мислам со скелиња прават организирана работа. Дали Графитери ги цртаат, не ги црта било кој, графитери ги цртаат пак. тој некад се викаше нели слобода можда и на говор, у тој спадаше, а сега веќе идеме у едну другу фазу, односно Македонија, моја перцепција таква дека се движи у еден друг правац. Дали има слобода после говор? Овој ти го зборува апропо нову одлуку или нов закон што се спрема за 10.000 ако имаш фалоера на YouTube, на овој. Знаеш дека ако имаш 10.000 фалоера и некои други критериуми, не знам колку прегледи на YouTube, дека треба да се пријавиш, односно регистрираш у Агенцију за аудио-визуелну комуникација, АВМУ. Да. Свашто. Да, и затоа пази се, Кристијан. Ти ако дојдеш до бројку до 10.000 фалоери на Facebook, значи тој важи и Instagram, Facebook, еве на Facebook, колку те прату, мислу дека имаш околу 5.000, не може случајно да си дошле до 10.000. Треба да се регистрираш. Не знам, У не АВМО. сум запознат, некако Што не ме мислиш, ни зашто тангира се прави тој? Не знам, стварно. Да се уништи слобода на говор? Ќе ти излажам. Појма немам, стварно не знам. Инфлуенсери, нешто. Инфлуенсери, да. Стана тоа занимање инфлуенсер, јутубер, тиктокер, не знам ја, ќе ти кажам, некако не се осеќам баш дека живеам ова време. Живеам, се читам книги напишани пред 100 години, слушам музика пред 100 години компонирана. Оваа музика денес не можам да слушам тоа трап, мап, нешто што нема некоја интелигенција, што немаш нешто да научиш и многу ми е некако на агресија, многу ми е на брзо. Детскиот цртани што ги прават, ја пример во моје време се гледаше Химен. Химен 15 секунди трае една сцена, се качува на Тигаров и Јава и 15 секунди трае сцена, тука нешто имаат некој диалог. Сега детскиот цртани сцените се менјаат на 3 секунди, на 4 секунди. Тоа се експлозија од информации за деца. Они ги гледаат и плюс тие шортс, тиктокс, рилс, тоа се брзо се менја. Се губи концентрацијата, прагот на концентрација, фитилјот на луѓе им се крати. Затоа си у подкастрување, затоа што нешто е необично твое занимање, него е нешто е дефицитарно.
него како уопште успеваш на деца да им задржиш пажњу, па макар и у школски час 45 минута. Види. Многу голем Баш од предизвик. Куманова се враќав пред 2 години, од предновогодишна представа и ми звонеше телефон, кога господја сакаше направам представа, се договарам и ми се втор пат да потврдам за 1 час, викам не господја, не сме се разврдали, 45 минути ја представата. Па ја мислев 1 час, викам 45 минути затоа што ја многу сум размислувал на темава. Некој многу пред мене смислил да е школски час 45 минути и полувреме во фудбал 45 минути. Неверојатно толку и ни држи концентрацијата кон луѓе. И па мислев за извинете, викам за час, ако нешто викам сигурно цената била друга и размислете која како викам не сум работел 1 час да се консултирам со чувствен колега, викам брат вака колку зимаш за 1 час ако не е тајна? Колега викам молам и ја го повторам прашањево. Вика брат, за никој пари на свет веќе не работам поише од пола час. Зашто? Вика брат, затоа што после пола час децата ме скролаат. Те гледа, вика, после и пола час викам е некако многу. Ја вика порано работев 45 минути. После пола час зимаат, вика топки се маваат меѓу себе, прави 2 салта, стане, ја маа глават у тобоган, зима нешто прави, го влече другар му, пак застане, пак те гледа. Толку вика пола час и тоа е вика ако им одговара, окей, ако не пак окей. Ја еве 2 години имал тој разговор, уште ми е на 45 минути представата. Не попушташ. А цену? А кад го спушташ цену? И дали мислиш дека кад правиш компромиси е увек на твоја штету? Никој не те прашува. Цената спуштам кога некој ќе ме праша дали може да спуштам. А некој кога ќе ми каже многу е скупо спушти, сега да неќам да се да влегувам во тие излишни дебати затоа што сега што е тоа многу е скупо, па ја немам стаж, ја немам не сум осигурен и здравствено, немам 1 ден стаж во животот, тие работи се и луксус е, мислам, реално на некој начин луксус е. Еднаш има една ситуација, настапов на детски ран пред многу години, повеќе од 10. И стигам тамо, со мајката се договаравме, пречека татко беше некој спикер на вести од еден медиум. Вака го знам на фаца, на лик. Од кој град, извини? Од Скопје. Аха. Има пречекој колку, ја му кажам толку и човеков направа ми вика, па ти зимаш повеќе пари од доктор. И сега вако гледам и не знам што да му одговорам. А сад минути го рачуна, аха. Не знам што, ама одма ми текнам. У секунда му викам, може би господине, ама не дај Боже да имаше потреба на роденденот од вашиот син да доаѓа доктор. Како можеш такво нешто ми кажеш, и покога завршив и добро било. Како не било добро човече, а тоа е нешто што секој ден ново работам. Тоа е процес, тоа е животен проект. Жонглирање, магија, згора на се единствен сум во Македонија што има жонглерско магионичарско шоу. Што секој ден работам, вежбам, правам, мислам, читам, смислувам. Не ти се цени толку работа. Види, ако сам се цениш и другите ќе те ценат, ако не се цениш, така да ти кажав и преска, ако некој сака да ме навреди и ти клон, ама за некој да те навреди, треба да знаеш што збори. Нели, да критикуваш нешто не е лош си. Не е критика лош си, тоа е навреда. Критика е сметам дека би било подобро кога би 3 точки. Не, тоа е совет. Сметам дека би било подобро е совет. А критика е нешто друго. По дефиниција вика дека критика е тоа. По дефиниција, ја колку што сум читал, по дефиниција некоја. Кои книги читаш ти? Ти Ремарка читаш, Ноќ Улда и Сабон. Нема, тие, тоа е западњачка култура, тој сака да не наведе на погрешни мисли, да се одзверимо едни спрема други. Не, Ремарк е најголемиот пацифист у писателите икада. Зборимо за нешто друго, зборимо за живот. Колку од твои наступи, за динамику на наступи, колку можеш да си платиш струју и парно у Скопје. Колку можеш како сингл, још си сингл, колку можеш да живиш? Последните 2 години многу да е тешко. Лани оваа година некако година као убаво тргна, првиот настап ми беше на 2 јануар, имав настап во Берово за градот и после на 10 имав на детски роден ден во Велес. И толку ми од настапи на жалост, претходните години до прек лани, тоест лани година некако тешко, ама и не знам, луѓе као да се спремаат за нешто што не очекува, од што сите се плашима. Кога спомна Ремарк баш во Ноќ во Лисабон вика војната се осеќа као пожар на кој што не му гледаш пламенот, но му го осеќаш чадот. Многу од овие што се, пошто ја пратам дебатни емисии, српски поготово,
и баш збореа овие српски независни политички интелектуалци, Има ли нели такви? универзитет, како не? Ако до нас има ли такви независни интелектуалци? Што не Политички работи, независни што не интелектуалци, работив па- за хонорар на у лотарију на Македонија. Мислам дека нема. А што Ја ќе не ти сум фали? сретнал. А што ќе ти фали на тебе? 45.000 денара, како оној, како ga викав, бомбакис на картон што има, Ага. нели, од време на време. Прочитав и тоа, ужас. Што би ти фалило на тебе ти да си клап 45.000 денара свак месец од лотарију и ти да си бидеш Ќе се инфлуенсер? вратиме пак на почеток на Место да мојата. се мучиш, да размислуваш дали ќе преживуја у Скопје ако ме викнев у Берово на перформанс. Ама пак се враќаме на почетокот на мојатов. 2 пати во текот на денот ја мијам заби. Што ќе гледам во огледалото? Абе, А Ќе зашто, седам ја, Кристијан? ми се А што случувало- тој не е продадена душа Имам- и тоа е работа. Хонорарна. неќам да станам такви луѓе воопшто во уста. После тоа што го прочитав, ја не му ни изговорив името, ти го изговори. Тоа некако не ми е, Добро, не излишно знаеме. ми е губење време ми е за тоа Види, да он, зборам. он бидна јавна Крај личност готово. и давамо си слободу Ма, да, крај да готово. кажемо дека е он бомбакис, не га Ја не познавамо. го ставам во уста. Ти кажа, ја воопшто не размислувам. Некако, не знам, ја пак ќе ти кажам, ја читам книги, кога читаш книги, се дружиш со паметните луѓе од минатите векови. Такви луѓе воопшто не. Не, мој Кристијан, можда и он ја чита имам еден книги. раст, нека Виж куде читаш што сака, грешимо. мене не ми интересира. Ама не можеш ти да кажеш ја Ако- читам книги, јас ако- сам попаметен. Не го реков тоа. Не го реков тоа. На цената ми е лудиш. Не, Извини. воопшто, воопшто. Добро. Такви луѓе ја тоа вака вест го прочитав и толку, крај готово. Толку беше. Не ти се свиѓа тај вест. Што не ти се свиѓа? Не ти се свиѓа негов приступ спрема живот, а што ако оне кираџија у Скопје нема да си плати? Ајде идеме од тој перспектив. Океј. И? Почнав друго да ти зборам. Баш имам еден расказ, спреам нели книга со кратки раскази треба Да, да ќе случи. збориме и за тоа. Да. Баш имам еден расказ, баш еден период условно речено гладував. Кнабев и со храна и со се и другар ќе искочам, еден ќе ме почасти, друг ќе ме почасти, шворц тотал. Немав пари на сметка ништо. Мислам дека лани беше тоа. Лани беше тешка година. И ама добро сум остил образ, сум частел, па и ќе ме частат сега. Боже мој, животот, планетата е топка, ако веруваме дека е топка, значи животот е топка, нека си горе, нека си доле. И се мачев, тешко ми беше онака, ама никад не сум прифатил некој работи. И после некој време за останал долг ми стигна 7.000 денари. М банкинг на телефонот, вака ми стига 7.000 денари, човече. Влевав во маркет, искочив ко крал, баш за расказов на таа тема пишувам. Никако не знам, мислам дека ете други миеш завите се гледаш сам со себе, калкулираш. Неќам ја на никој да му поставам кој како шо да живее. Ако он е така среќен, нека е среќен така. Тој ти што го спомна по име. Ама гледам луѓе го направија боранија, мелено месо по социјални мрежи. И тоа гледам се некои луѓе онакви што држат на себе. Јам пријатели што онакви панкери се што ме сваќаш што не погазиле на свое. Грицко би го поздравил оваа прилика. Тежок панкер, он и делеше онаа храна, да не убиваме животни уште на времето, постар дечко. И таков е, држи на себе и гледам и они мислења вака што пишува луѓево, ако Ај добро, можда ќе не изненади, можда ги трупа паре, па оде еден пут ќе ги даде, ќе ги уплати у некое хуманитарно здружение. Што мислиш ако има таков пресврт? Одма сви панкери, са све панкери, сви ќе кажев ќе се покаев што су такво нешто мислеле. Што мислиш? може и тоа да се случи, не знам, ама не верувам, пошто не се ми случиле такви работи. Да било така, може тој Кога си отворено го последње кажал пат чуја дека има некој такво добро дело направија, ајде да кажеме у Скопје, пошто тамо живиш. Чуја ли си некој да биде такав Не добродетел? знам. Не знам, ја што се однесува до мене, ти донесов тука некој дека нели сме у Куманово, по сплетни околности, благодарница во Треко Прокопиев ке вас настапав пред повеќе од 10 години и во таа прилика го запознав нашиот снимател Влад, да го поздравим Владко, еден аплауз, ја клик и Дарко и за него. Добра екипа сте. И ти сема вакви баш да ти покажам, ако имаме време да ги покажеме, што настапам хуманитарно. Затоа што на сите нас не е понекогаш потребна помош и ја давам помош колку можам. Крводарител сум на мои 38 години, ја дајано 35 пати крв. Се трудам да помагам. Тоа е мојата хуманост. Сега финансиски немам како да помагам, затоа што и мене ми е панкерај,
ама па и луѓе што ги читам и они биле Полупразен, панкери. стално ти е полупразен шешир. Да, тој што го зборисме затоа што можда нема пак шиши свugде. Онолку колку што бар Боже очекуваш да има. Колку мислиш дека корона не скроз дека не уништи Тотално го измени човештво. у социолошки. Тотално, човештво го измени. Попред тоа ние слави имендени. Порано се собира пријатели, секакви напомени, замени. После короната се некако се врза само на фамилиарен круг, на потесно на со короната видовме колку ние како човечка, како животинска врста сме кршливи. Видовме колку сме подкупливи, изгледаше некако сите се подкупени нешто, медиуми, доктори, апотекари, сите и нешто, ќе умрете, ќе ова, ќе она. Ја 2 пати ја прележав корона, не се вакцинирав ни еднаш. Сметав дека нема потреба од тоа, мислам, зашто да ставам нешто, Да, нешто, ама и не знам. како преживее у тој период кога што претпоставljam дека не е имало наступи. Работа физикали. Копав дупки. Нема срам од работа. Тај петокрака, ој козаро. Види, јас сум Ништо- графички дизајнер по вокација, ама тоа ништо е подобро од тоа. Тоа е нешто што те гази. Мислам, ти ако не си во текстопрограмите што цело време искачат и искачат, Да. ја тоа сум го завршил пред 15 на години, и сега, Да. боже мој, ме сваќаш. Не, пред помалку од 15 на години, пред 10. Небитно. Најнужното што ќе го правиш кога нема срам од работа, зимање ФАП преку еден пријател, имаше потреба, тоа се шалцуваше, не знам сега терминолошки како се вика. Шалтовање, малтер, што? Малтер, да, правевме ние, се месте шограда. Боже мој, нема срамота, има работење. Животот те нанесува во одредена ситуација, и во одредена ситуација ако ти нешто требаш да правиш, правиш. Нема филозофија. Ако нешто мораш ќе го направиш, или легни умри од глад. Па да, ама време иде, се поише, како човек остаруе, ти си још млад, али како Релативно. Ајде За добро. тебе млад, за некоја 21 година сум Добро, стар. помлаци. Да. Од мене може и да откриеме што жена не се прашува за година, ма муж се прашува, може да Па ја откриеме. кажав, мислам 38, нема Да. веза, да. 38, ама како остаруемо све по неспособни бивамо за тие физички работе. А ти викаш не си осигуран ни здравствено ни Здравствено, социјално. како крводарител, здравствено, голем дел ми е бесплатно. Над 11 пати здравство ти е бесплатно, над 11 дарувања. Ај, што те брига, ке имамо некој такву социјалну пензију, ама тк па, замисли док да доживиш такву социјалну пензију, на пример, ако до так не стекнеш онакво редовно или не потплатиш за инвалидску, не дај Боже. Не знам дали уште постои тоа. Едно време беше тој, нели? Имаше и тој афера. Колку луѓе потплатиле за инвалидски пензии. Нема веќе. Не. Можда некад ќе се откриев. До тк, што мислиш, колку ќе има вредност тај инвалидска пензија од 150 евра? Не знам, Колку ја- пара ќе има вредност? И парата Не можемо ни вредност. лекови да си купимо. Баш со еден пријател тука Шнајдер позади ке мене зградата има дуќан и прескавев ке него пред некој ден. И имаме така навик од време на време да дручкуваме заедно. Бев гевреци да земам, некогаш тие гевреци беа 20 денари. Не некогаш, пред година, 2-3, не знам. Пред короната уствари, 20 денари беа. Па ги качи на 30, сега се 35. Некогаш за 35 денари леп се купуваш. Тоа со коронава, не знам, и скокна и градежни материјали, скокне и струи, не знам и... И квадрати, и Па све, тоа, да, све живо. недвижнина, све, да. Све. Тешко, мислам. Како трнале работиве, ете, преска што и спомнав, овие српски политички независни интелектуалци кажуваат дека ништо чудно 2025 да биде последна година на мир во Европа. Како трнало се ова со Гренланд, нешто се грабаат, па викаат после Гренланд, ќе пружат рака према Америка, према Канада, па не знам, тука нешто се дели светов, не е како што некојаш Што викав интелектуалци, дали чита, ја не мога да испрату све, затоа што нели многу ги има тие у последно време интелектуалци на Балкан. Што викав за ово што го гаѓа Свану Бекоту со топке од снег на концерт? Што викав интелектуалци? Ама знаеш што се деси, нели? Па негде прочитав као вест, ама не знам што се десило. И чув некоја пријателка ми кажа пред некој ден на гости, као 40.000 евра зела, и сега дали ради тоа ја мавале со топки или ради што, не знам. Да, чув дека ја мавале со топки, Да, дека нешто учачак. биле револтирани. Не знам како наши никад не се револтирани, да толкава плејада искочи музичари, вакви такви за Европска Македонија, се поклонија со ова, со она, се знаеше дека во Европа ние нема влеземе, мислам тоа беше квака што
и подпросечно интелигентни луѓе сватија. И као нешто е лјути сме, ќе ги бойкотираме, ќе ги казнеме. И као пак им пунат концертни сали, као и тие луѓе имаат образ, искочија, пеа нешто овона, свесно против промена името, се знаеше дека ќе ни сменат името. И се пак помацали тие пак што ние као патриоти што се декларираат, као пак тие идат по нивни концерти, као ништо не се случило. Ја постив црвена линија, сте пееле за ова, сте зеле некој хонорар, стова стона, вие сте си ја продале душата условно речено на ѓаволот, мислам сега. Си отишол тоа да го прави, тоа политичка пропаганда беше, не вакво. И сега пак тие луѓе што имаат образ да искочат да зборат, да. Овој ми е на ниво на дискусија со тоа што многу луѓе се бунив зашто инфлуенсери, а нарочито глумци или ти што ги викаш интелектуалци, учествував у рекламе за казино. Значи на исто ниво ми е дискусија. Не, интелектуалци кажувам воглавно универзитетски професори. Ако еве. Тоа замисли и тие се, да, ако и глумци. Да, види, не е вкусно е спортисти наши, најголемиот спортски крем искача казина да презентира. Мислам, они би требало во најмала рака домови на култура, ама па и треба да се отвара домови на култура. Не гледам тоа официрски дом некоја што било, сега ќе биде убаво. Го поздравам, тоа беше плоштадом во Скопје, плоштад Македонија кога градилиште 7 години. Еве сега нешто трна и пред некој време хотел. Мислам, треба да има некој дом на култура кај што ќе се случуваат некои културни збеднувања, кај што ќе има некои игрорци од овој град, од оној град, поетски читања, кај што ќе има, не знам, има што за култура, има многу. И алтернативна сцена, сцена, у Хондурас отишла, и субкултура, и све. Све, хотели, добро. Хотели, коцкарници, обложувалници и се удрено тоа конзумеризам. Кеш кредити. Брз кредит, да. Брзи кредити. Брзи кредити. И што зборесмо? Зборесмо дека на исто ниво е дискусија за интелектуалци. Дали да су у овој, кад све е за паре. Зашто ти викам преска, нели све е за паре? Освен, еве, можемо да кажеме дека ти си автономна, фриленсерска, млада, релативно млада особа, која што бира што ќе работи, ретко се ценка, цени го свој труд, свој наступ, своје знање, свој талент, ама колку како тебе има такви. Знаеш колку луѓе зависив од плату, што не е ни 500 евра. И онда кад зависиш да донесеш дома лебац, или 35 денара, геврек, или ти си мити што ги едеш, тие многу убави у Скопје, куде ги наоѓаш. Да рекламирам или не? И те треба, рекламирај слободно. Све што е убаво треба да се рекламира. Така, да. Да. Ке ги рекламирам, као се вика пекара Битпазар, и ке ги рекламирам моите пријатели Велвицио од Гевгелија, тие се многу добри, многу добар ресторан. И Бања Кежовица, и ваша бања треба да ја пробам тука. Фактуру шаљемо сутра. Каже продуцент, господин Даутовиќ. Сечено тоа што. Да. Ма фактура до тебе? Да, па до мене, не он кај мене. Јуди не су криви. Што да ти кажу, Види сега за Кристијан? луѓето што ми кажа. Сите сме ние така родени, кој е како родени, кој со што го хранел мозокот. Сега Не смо сви тако родени. сите сме исти родени голи од мајка и татко и сега кој со што го хранел мозокот, кој сите сме ние склоп. Пример, ја кога дете сум ги слушал, пораснав со Продиджи и мене ме многу жал. 2 пати имав прилика да отидам на концерт на Продиджи, не отидов, Кейт Флинт се самоуби. Иако мислам дека многу имаат Продиджи влијано на мене да се оформам како личност и како карактер. Кога сум го гледал таков со пирсуи кога дете пирсна јазик носев у 8 оделение. По уши кога тоа беше Баук 2/4 тука. Кога сум го гледал кој искочи, онака викам и колку е ексцентричен, колку е свој човеков. Видео као тут не му е срам, мисля, и зашто да му е срам? Својот човекот. И некако дете бев ја. 95-та мислам дека беше Firestarter, 87-ма роден. Колку сум имал 8 години беше. Сеш. И као толку Кој поглед тој делуе на тебе? Збориме за културолошки нешто за. Човекот е свој, човекот си има некој став, Па и Ана Бекута е своја, ти куде ме одведе у некој друг правац.
Не зборимо за тој кој како делуваја на тебе. Зборимо дека кој е тој момент кога треба си мит за четворица или петочлану фамилија да донесеш дома, еде ви се, а ви немате да си приуштите ни еден пат у неделјото да го направите. Види, Значи, тоа сакам да ти не можеш ти кажам. да бидеш Не, фриленсер така. Ја утнавме смерот на разговорот. Не, ти го утна, ја не. Воопшто. Ти ми кажа за луѓе што живеат за 500 еври тие работи. а Ја ти што кажам су принудени? дека Нема овој свак човек, избор свој. Овој човек што сум го гледал така ексцентричен едно друго, сигурно не се донал на позиција да живее за 500 евра. Кога го гледаш дека он е толку еден, условно речено, у свет. И Боже мој, Што значи тој Боже мој? па дека не сум сакал да бидам некој од масата од дете. Ја ко малечок сум сакал да се издвојувам, ама на свој начин. Па ти си издвојуваш. Ама куде е тој социолошки подлибок момент? Ти си издвојуваш, ама имаш стан у центар у Скопје, бе брат. Издвојуваш се, а да живиш под Кирил да си од еве пример од Ресен си. И не си успеа да бидеш И преска кажа Виница, ја спомни, преска Виница ја спомна, да. Ајде некое мало место. Па да сум бил Пример, да си од Рајкову куќу. Виница, сигурно нема сум работел ова. Иако, види, како ја го работам ова. Мој другар од Центар, кој на 6-7 години се пресели у Капиштец отидоа, многу го се дружевме, има куќу у близина на Сплит, кај што Филичи. И ко деца идавме таму, по месец дена се од 2002. Ја прв пат таму видов жонглери, на Сплитска рива. Ја, многу ми беа интересни, центрични, и викам, овие од кај доаѓаат, кај го учеле ова, како го научиле, колку вежбаат. И мене така почна да ме интересира и така сам. Ако сум живел у Виница или у Ресен или у тоа, животот ќе ме нанесел на тој пат и ќе сум го работел тоа нешто. Нема сум бил овој, нема сум бил тука. А ако си сака ипак да се бавиш со тој? Види, нема И сум ги дојдеш у видел, Скопје за нема ми подобру бил- перспективу. Нема да ми бил тој другар комшија, нема со него да сум отишол у Хрватска, нема таму да сум ги видел нив. Едноставно судбината на тој пат ме навела и под тој сплет на околности сум сега и тука. Значи судбина, добро. Сплет на околности, Ја судбина, цело време како сакаш. сакам да кажам дека ти си едно, предпоставljam, богато дете Не, воопшто. И што? И ти ли си ти ли си левичар? И Како? ти, сви левичари викав, јас сам дете од стечајни работници. Не. Не, ти си добростоечки, Определ- сигурно тесто бија сум да имаш определен. стан и да се бавиш, али добро. Види, станот е по сплетни околности, пак и тоа нешто по сплетни околности. Тој стан не е мој, тој е пак на моите родители, не е на мој име. Не, ја не сум го стекнал тој Сакам да кажу стан. цело време, Кристијан, дека ти имаш слободу да уживаш на некој, да го работиш тоа што го сакаш и да колку толку живиш од тој. Затоа што ако не можеш да живиш од тој, не ти е тешко да се прешалташ у нешто друго. Нели? Тој треба да е поента. И нема сега да бидеме патетични, нити да тражимо некој морален компас, а што други, зашто такој не живив, него ќе те прашам за книгукът планираш ти да го издадеш и дали ќе има вакви животни искуства у тие раскази? Па не знам сега месеци што И како ќе доаѓаат, се вика книга? Друго ми беше муаветов за тоа што спомна. Ја од дете на сцена сум. Бев пливач од 5 до 9 години. Идав се такмечав се и ми најдов шум на срце. Што во тоа време медицината не беше таква, шум на срце се добиваше и се губеше. Ми стаја као неспособен за тренинги на превари. Инаку сум од балетска фамилија, многу балерини фамилија. Мајка ми кога детето да не расте по улици, темпераментно е кај дида. Можев само балет од физичка активност. Првпат на сцена пред 2000 луѓе си јам качувал на 10 години. На балет сум идел таму, после по темперамент не ми се свиеш, иако работев 2 години у театар. И некако ја внатрешната у крв која ќе ти влезе тоа ти настапи пред публика со луѓе, на некој начин тоа е као зависност. Така да ја ова што работам, тоа ми е као и лек за душа. Ја прво не го доживам тоа дека го работам. Тоа ми е, не знам како да ти кажам. Затоа ти викаме од крвта едно да ми извадиш ретки људи. И по сплет на околности тоа и живам. И затоа викам живам за тоа и живеам од тоа. А и не сум некој алчен за пари, воопшто материјалното не ме привлекува. Мислам, мене и Толстој се откажал од материјалното при крај на живот и поголем дел од овие, пошто нели ти кажав и преска.
читам кога сум дома или вежбам од нова што го работам. Или ги пратам тие некои интелектуалци за некои колку толку што се актуелни теми геополитички во светов, сваќаш? И тие што ги читам, пример, писатели, никој не бил нешто, колку год да се светски познати, никој не бил нешто екстремно богат и тие работи. Ремарк исклучок. Со прва книга станал, нели, бестселери се, милионер. Ама голем дел од другите не били. Никад не сум ја гледал среќата у парите, среќата е внатрешно чувство, ако ти си среќан, не е среќа да добиеш на лото, според мене. Среќа е да си среќан без причина. Немаш причина, среќен си искачам, го сакам денот, го поздравам сонцето, праќам бакнежи према облаците, ме сваќаш. Тоа е среќа, не играш, добив седмица на лото. Колку луѓе имаат пари се длабоко несретни. Ја луѓе, голем дел од луѓе што знам што имаат многу пари се па длабоко несретни. Што менува? Кој каже Толстој или Чехов, сиромаштија не е нити чудо, нити е срам. Сиромаштија е само едно, може да биде кратко неудобство. Не знам кој го кажал. Чехов има кажано, здрав човек има 1000 желби, болен има само една. Тоа е на Чехов, пошто нели Чехов и доктор бил по вокација. Дали Толстој, дали Чехов, еден од твои... Може, не знам. Еден од твои руски класици. Што кажа за раскази Катки Скочив? Па не знам за месец-два. Треба ли да има оној по сви правила и прописи спонзори, некој да подгурне да се издаде книга? Колку се чита у Македонија? Помогна, пријатели помогна, баш издавачот ми кажа, ако можеш едно 500 евра да најдеш, окей, ако не пак окей. Јас собрати вака на луѓе. Баш тие што очекував дека што познаам некои нафатирани што сум работел за нив или што ги знам што имаат ланци на не знам бизниси нова, не искочија во пресрет, луѓе што не ги познавам лично. Ми пишаат, еден лик исто од центар ми пише, ка брат, ти си центарска легенда, помлад дечко од мене. Мора да издаеш книга, ќе помогнам, дај ми бројот сметка, па други, трети, на брат ми кумот. Ја им реков на сите, викам, ќе видите пишани, не треба. Треба. 100% од луѓето што искочија финансиски, а помогнат за моите кратки раскази. Што сум ги пишал од 2019 до навака, потоа имаше еден период 4-5 месеци во 2019, тие најструктурално што ми се онака горчо сум ден денес со нив, што баш ми онака жал да не ја видат светлоста на денот, да не ја видат пошироката публика. И ете ми викаат, треба човече ќе помогнеме да издаеш. Тој ќе биде негде у пролет. Па требаше да биде у февруари, ама може ќе одложиме малце за да направиме поубава медиска покриеност. Како сакаш промоција? Куде го замислуваш промоција? Па имам едно место на само не ќе сега да го говорам јавно, пошто уште не сум се видел со собственикот на локалот. замисли ја сега некако, нели? Да, сум го замислил, не сум се видел уште со собственикот на локалот да направам разговор на таа тема, ама имам нешто замислимо. А песни со мирис на уличен асфалт ката издадена? Па мислам 2021. Мислам. Да, тоа е... сам си издав. Да? Да. Што значи тој сам? Па ето така, тоа цип ми тие банка се викаат некои ја дав у универзитетска библиотека. Добро, па има посебна благодарност до. Добро, ќе читам, ово е за нас. Рак. Може би грешам, но по долго истражување и размислување сватив дека ракот е болест која настапува од преголема конзумација на продукти кои ја зголемуваат киселоста на крвта. А тоа се шеќер, кафе, месо, алкохол и млеко. Затоа убаво е човек повремено да пие намирници кои го алкализираат факторот на крвта. А тоа се сода бикарбона и зеолит. Па додека ги пишувам овие стихови, пијам зеолит растворен во вода и морам да ви кажам дека баш ми е вкусен. Да, една другарка баш ми кажа, кај ти е, брат, вкусен зеолит. Да објаснимо на широк аудиториум што е тој зеолит? Па тоа, као викаат вулкански прав, тие работи некои така нешто. Куде си нашија тој да пиеш? Свашта имате по Скопје таму. Има по овие за здрава исхрана. Плукаш или голташ, тивко ја прашав, а таа ме погледна во очи и течноста ја испи до последната капка. Кристијане, има овдека Што? доста добра поезија ми се чини. Па да, ама види, деца нема да разберат, а возрастни мужи ќе се насмеат. И баскерска има поезија. Да, зашто е со звездичка? А, да го објасниш зборот баскер.
Особина која забавува Особа. на јавни места за донации. Одма како лектор за македонски да ти кажам, Пустота. дека 100 пати го имаш употребено кој и која. Особин треба да стои. Особина што забавува на јавни Особа. места. Особина. Кој ти ја лекторираше книгата? Еден тип што на крај не знам, ме разочара. Не сум ни Баскер, видел. особина која? Не Не се сум ни вика видел. која, него се вика што. Не се вика вика, туку вика се вика вели. Вели. Еј, кажи још нешто за крај. Куде имаш ли некој план Како за бе наступи? крај, уште не сме почнале. Кажи ми за нешто за наступи. Куде ти е нареден наступ? Немам Може? нареден настап. Немаш. На жалост, порано сум имал букирано месеци унапред. Не знам нешто се деси, не знам те. Ајмо си у граѓевину у Хрватско. Викаш? Па што? Бауштела, така Па викаат немаш они, наступи. бауштела. Ти немаш. На Бауштели, Словенија, Хрватска, па знаеш. Викаш да идам? А мирна ти глава, што? Не си, не работиш тајни хонорари, не ga работиш тоа Види, што го сакам да бидам сакаш. пожарникар, ја бев новинар, нели, кажа ти преска завршив курс по новинарство, бев новинар 2 месеци, ама никако многу ми беше темпо, многу авторитети. Некако многу ми бесва дигање глас. зависни медиуми. Да. А? Па кажи го тој. Да. Што ја морам све да извлечу од вас? Па кажите го. Нема независни медиуми. Па Значи, тоа мислам дека сите го знаат, нема независни медиуми, да. Тоа сите го знаат. Добро. Да. И некако многу темпо, многу авторитети, па дерење, повишување глас, ширење очи, исколачување тие. И втора работа што би сакал да се пробам како пожарникар. Имам еден другар пожарникар, не ме интересира тие финансии, што, колку, како, онака ми е работа. Ама сигурица работа тој. Тоа е преко Па, локална самоуправа, преко што? Влагаш, па не знам ни Преко како МВР иде. можда, не знам. Не знам ни како иде, пред некој ден видов на вести дека избегавам вести, ама ета. Има вести пуштам на дента. Дефицитарни сме у Скопје со пожарникари, Да. 200 има, треба 400 да има. Би сакал да видам затоа што е хумана работа, сум Да. хуман човек. Благородна работа, тачно. Благородна работа, Тачно. да. И ете би сакал да се пробам ако нешто би работел као допунска работа за ова, мислам дека тоа би било пожарникар доколку имам прилика да влезам. Физички сум у попристојна така спрема. У добра спрема сум. И ово нека ти биде после хоби, стрит перформер. Не, ова ми е Нека ти биде животна мисија. Да. Хоби ми е пишување. А хоби ти е пишување, ама Да, ова ако ми е се животна мисија. знам, ама ако се запослиш како пожарникар, Вработиш? ако се запослиш, односно ако се вработиш како пожарникар, Чим се исправуваме веќе, вели вика, ова. Тоа е оштро око, лекторско одма може да види. Ами оштро уво. Тоа е критика. Тој не е совет. Видиш, враќамо се на критику и на совет. Кажи ми, дали си работаја како пантомимичар? Не. Штета, сакаше да те прашам за крај на овој епизоду на Многу ми подкастување. е течен говорот и Да, така. ако сакаше да те прашам да импровизираш, макар молим те за нашу публику, кад би требаја да изведеш едну пантомиму на некога странца, не дај Боже мигранта, у Северну Македонија, да објасниш како живиме овдека, како би го тој представија преко пантомиму. Го најде човекот, ако нешто не можам, тоа е пантомима. Извини, ама баш пантомима не можам. Не Па можеш? не знам никако. Мојата представа е така со ток-шоу. Ја имам жонглирање, акробаци, балансирање, маги, ток-шоу. Не можам пантомима, него не човек. Да, затоа те праша дали си Да, работаја не, како не. пантомиму или не. Не, па е така, веќе нешто. Дај нешто да видиме. Ова преска, нели, што ти спомнав. Story time, ке вас ваква тока бевме. Не знам дали... Театарска група Story Time. Да, театар. Не знам ни како се по вакво... Урами си ги, овој се убави работе. За хуманост и соработка ова е основно училиште иднина. Убаво е кад има луѓе што још искажуваат благодарност. Да. Знаеш? Палиум. Палиум. Да. Ова е за луѓе што се во крајна фаза на животот, од кој што сите креваат раце. Имам еден пријател, ваки личен пријател ми е, он е председател на тоа, Јордан Јосифов, би го поздрил. Она таму и тете со нив сум работел. Ова у Струмица еднаш. На палиативните пациенти. Да, идните да. семејства. Ова у Струмица бев еднаш. Имаше таму.
Има многу ствари ја што почнам да ги вадам сите, пошто се не знам. Па дај да ги видиме сви 40 зашто да не. број. Па не знам. убави работи со овие. Особени заслуги во организирање на хуманитарен настан. Значи, тој су добри работи. Да, Тие да. работи, ми треба да ги кажуваме добри работи, дека си крводарител, дека ги насмејуеш деца, дека ги забавляш, дека си хуманист. За тој треба да збориме, а не треба да збориме дали некој куде своји родители зазидаја 350.000 евра и дали су тој крадени паре или су на негови родители. Ево у Србија. Кад Ево. сам, не, то не е. О, у Жаговица. Да, овој ти е, што е Не овој? знам кај е тоа. Другово, куде е овој Другово? А Кичевско. Да, со покојна Бог да ја прости Виолета Сековска поетесата. Да. тоа е тамо. Захвалница за учешće на 12. сабору Врела Хомој. Браво. Со Fire Madness, другари, не, тука ме нема, ама со Fire Madness настапува, па на Fire Madness, пушти ја. Карневалска Оле. група Fire Madness. Да, Браво, тоа у браво. Лесковац. Браво. Ова за фестивалот на Илузија, ова е за Дом за стари лица. Тука у Дом за стари лица настапува исто со Виолета Сековска, почитува староста. Ева сега го гледам. Со Виолета Сековска, Бог да прости, 2018-та. Настапувавме и баш таму научив една многу длабока мисла. Ми кажа вака, вика, тешка е староста, ама никој не сака да умре млад. Нели длабоко? Длабоко. Да. Добро. Добро, Кристијан. Не е добро, Не ти е добро. покажувам сите. Сви, Се ајде, кад шаламе, смо се почнали, шаламе. ајде да видиме. Што е овој? Не знам. Хедсет. Не, хесет на Марина. Ова е Zip Travel за И ни... Свети пишува исклучителен придонес, исклучителен придонес. тоа види, Ти си хуманитарно. исклучителен придонесувач Па да. на хуманоста и што друго во нашето општество. Подарете крило од Ребека, пеачката. А, добро. Се сконам исто лично пријателка со неа, многу работиме заедно. Добро, сме многу работеле мило. арт А устари, од кад се институт. бавиш со овој? Од Па 2000? 16 години веќе професионално. 16. Тиквешки, гроз добар дами и господо, ова исто синоличка за лицата со Даунов синдром. Не Ова е спомнувај тиквешки. манифестација како пифтијаде и тиквешки гроздобери, таму викав све српски певачи, македонски не викав. Дојди малце Штета. навамо, имаш има нешто, не знам каква ти е оваа капа. Ау, магија. Знам каква ти е капа. Имаме тука магионичари. Гледаш Што е ова? ли? Македонски вознес. Вознес. Па да, така пише, ова е акцијаши. Добро е, Има, добро е. има. И баш ми е драго што Има што ги чуваш. Не ги третираш Да, па само не само како ништо ги piece of чувам, ги paper. чувам и пример што сум настапал е дечи фестивал у Шибенику. 52 ова е 2011 господин Дарко. 2000 Меѓународни дечи фестивал 52 International Children Festival Шибеник. 23 липња до 7 српња. А тоа е, што су липање, српање и јули, а липање? А сега не може, и ние ги имаме. Од јуни до јули. Јуни до Ова е јули. учесник Лозница. А што ќе ми напишеш на книгу? Ова е Бугарија. Појма неам за екстремно харизматичната водителка на подкаст од човекот кој не гледа подкасти. Боже, ама овај кога гледаш? Види, ја денес бев ке Дракше, готвев со Дракше, па не го гледав, зашто доав тука ке тебе, не знам утре ке било, за 2 минути Гледаш. оставиле на YouTube, па не знам, многу неќам да се гледам. Што сготви? Пошто што кога се гледаш сам, слушаш што веќе си кажал. Ако гледаш некој што не го знаеш, ќе чуеш нешто што не го Нешто знаеш, па ново. нешто ќе научиш. Нешто ново, да. Ова сега ја што сум го кажал, Добро, свиѓа ми се тоа, свиѓа ми се тоа Па што не. не си нарцисоиден, да. Јас сакам да ти посакам да имаш и не само благодарнице, него да имаш и Пехари, трофеи, медали. Па не, него да имаш подобри хонорари и луѓе да сватив колку е светска твоја работа. Да, да. Колку е светска. Не збориме за тоа колку е тешка, jer ја не сум човек што никад не може да изговору никад свака работа си има тежину. Тоа се глупости за мали деца. Види, секој Тво- човек е роден за одредена работа. Али Извини кад што се ќе те работи прекинам. с тој да, али не релативизирај. Да. Тоа слушај ме, само да ти кажам. Да. Тој кад се работи с деца и с стари, Тоа сакам да ти кажам. Ете ја тие и што сум ги благородна запознал и тамо, тешка да. работа. Да Што насмееш работат се, дете. да. Знаеш, да бидеш Поготово нашето да време. бидеш модерен Робин Вилијамс. Да бидеш Да. да идеш и по
и по болницата, идеш Да. и на улицу, и деца да те гледат во очи и да им го задржиш пажњу, е нешто непроценливо. Благородна работа, што кажа Прески исто за пожарникар, Затоа што ова. ако си у добро физичку форму, можеш да не се вика шалтовање, извини, шалување се вика сакмитакна, да шалуеш, малтер, можеш. Не ти треба некоја посебна дарба, ако си у добро физичко, ова, нели? Да. Па и не требаш да си нешто посебно. Нели? Ке научиш све, Да. али овој твое ретко се учи. И ти си благословен. Да, има вистина и у тоа. Благословен си. Пак ги кажам, од малечок на сцена и многу посветеност, многу не знам. Само 10% е талент, како у фудбалери, 90% Ако не е и труд. помалца, 90% е труд. Труд. Ај сак да се избањаш у Кумановску бању и да возиш подлка, пошто можда вее и оште снег, не су расчистени путишта до Скопје, и да обеќаш дека ќе дојдеш па. Ќе дојдам ако ме викнете, таман ќе промовираме Викаме оваа те. книгата со кратки раскази. Ајде да направиме таква ствар. Ајде за шар. Важи? Да. Многу фала, Кристијан. Фала ви вас на поканата. Многу фала. На линија сме.